4, 5, 5 уз. Ајде да ти ги видам тие твои правила. Криенка, миженка. Криенка, миженка. Ајде, сите да кажеме по едно правило. Може? Значи, правилото вели Мина секогаш мижи. Не е така. Како е првото правило? Кој ќе мижи? За да одлучиме кој ќе мижи, треба да играме што? Треба да играме компанија. Па треба да играме компанија, добро. Така. Второто правило, оној кој што мижи треба да брои до колку? 10. Најмалку до 10. Само до 10? Да. Па јас ако сакам да се скријам, например, некаде во битола, мораш да знаеш па да не сакаш 2 дена да брои некој. Па ми не па како? Добро. И Што сега не јас не вашеви игри. во првите 3 игри од криенка миженка, тој што прв ќе го најдат, нема спасуванка, така? Да. Нема, Зошто да нема? А тебе те спасија. Не може по тоа да се спасе. Не А може по после тоа. тој жмури. А после ние се тој си- криеме. Така е, но после тие 3, ако некој се обиде да те спаси, тогаш важи спасувањето, така? Демек, демек важи. три пати не може да ме спаси, а четвртиот пат може да ме спаси. Може. Добре. Може. И после? И што после? Ете, ова се правилата за криенка миженка. Ајде сега да играме, например, не лути се човече, за да откриеме какви се правилата во оваа игра. Не, јас сакам јас да напишам некој правило. Ајде, напиши ти Сакам некој јас ти правило. да ќе пишуваш правилата на мојата игра трканица. Леле, Питко, па... Добро, ајде да гласаме. Тебе ти се допадна играта трканица? Не. Тебе ти се допадна? Не. Ниту мене. А зошто не ви се допадна? Сега ќе ви кажам зошто. Зошто? Знаете ли зошто не ви се допадна? Зошто? Затоа што сите 3 сте се навикнале да играте игри во кои што има многу строги правила. И работата е во тоа кога си играш да не мислиш на правила, туку да се забавуваш, да ти биде супер, да заборавиш на се, а не да мислиш на некакви ти таму правила. Па добро, нека биде така, зошто тогаш ти се лутеше кога првиот пат изгуби на музичкото столче? Не треба да се лутиш, Петко. Знаеш, никогаш треба едноставно ајде да се сетиме. Например, кога се игра некој спорт. Кажете некој спорт? Тенис. Тенис. Друг? Кошарка. Фудбал. Друго? Ракомет. Така. Сега Што? сега вака. Некогаш се случува да биде резултатот нерешено. Но некогаш, и тоа не ретко, се случува да имаме победник на било кој надпревар. Дали е кошаркарски, дали е фудбалски, На дали... тенис. Така, на тенис, ето така. И се случува да има победник. Дали оној кој што победува се прави толку многу важен и оној другиот па уште поважен и не му ја признава победата? Не, па нас мина тој се победил, зошто да се прави важен? Па гледаш, а оној кој што губи се лути? Па се лути? Не, Па како да не. Леле, па како можете да не се лутите, како може да не ви биде криво, кога ќе нема да седнете на столчето, од што сте се заиграле на музиката? Петко, кога така би било, тогаш никогаш не би имале победници, туку постојано нешто би измислувале нови правила и никогаш нема да И одлучиме да. кој е најдобар во фудбал, зошто кој е најдобар сите? во кошарка, кој е најдобар тенисер. Не може секогаш сите да победуваме. Па не може ајде секогаш да сите да смислиме. победуваме така, но ќе се трудиме секогаш да бидеме добри, подобри и најдобри и ќе се трудиме секогаш да победуваме, но не може секогаш да победуваме иако секогаш се трудиме. Лора, дојди малку. Петко, слушаш? Сакам нешто Лора да ја прави. Ајде, Дојди малку. дојди тука. Лора, дали знаеш ти некоја игра, например, во која сите можат да бидат победници? Постои ли таква? Па како? Ајде да ја замислиме. Замисли колку би било убаво, Лора, да играме некоја игра во која сите ќе бидеме победници. Можеш да се замислиш? Пробува, Петко, ама тешко и оди, нели разбираш? Леле, бе. Нема таква игра. Разбираш? Петко, мораш да се соочиш. Ако сакаш децата да играат со тебе, мораш да играш по правила. Разбираш ли? Добро, ајде. Ете така. Сега. Дали, Петко, ќе ги почитуваш правилата да играме заедно некоја друга игра? Да, ќе ги почитувам правилата. Добро. Правилата се тука за да ги почитуваме. Така е. Сакате да играме Не лути се човече? Да. Ајде, веднаш после кратката пауза играме Не лути се човече. Еве, нема ни да се лутам.
Ајде да видам колку нема да се Нема на вистина, па лутиш. така се и вика играта. Ајде. 2, 3, 4, 5.